Струшкиот адвокат Глигорие Ќатовски прв и засега единствен во државата поднесе иницијатива до Уставниот суд по настанатиот хаос со личните документи за кои граѓаните до последен момент не беа информирани дека треба да ги менуваат. Гневен на државата, вели, како и секој македонец, и јас се затекна во тој хаос. Министерството за внатрешни работи требало да знае дека согласно обврските превземени со Преспанскиот договор, ваквите документи, почнувајќи од 12 февруари 2019 година, требало да ги издава со новото име на државата. Самата држава, односно Министерството, ме доведе во ситуација значително да ми биде ограничена слободата на движење во државата и надвор од државата, со што сметам дека значително е загрозено и уставно загарантираното право на слободно движење во државата и надвор од неа. И со тоа сметам дека државата ме поставила во една пониска положба, односно во дискриминирачка положба према граѓаните кои што извадиле документи во втората половина од 2021 година, кога Министерството за прв пат започнало да ги издава овие документи со новото име. Доколку Уставниот суд утврди дека станува збор за дискриминација, граѓаните кои што се чувствуваат загрозени во своето право на слободно движење во државата и надвор од неа, ќе може да поднесат соодветна постапка за надоместна штета пред судовите во државата, појаснува Ќатовски. Ова е едно апсолутно неодговорно однесување од страна на нашите политичари. Првично беа давани изјави од портпароли на влада дека документите консеквентно како истекува рокот ќе бидат заменувани. Не бевме навремено известени дека треба да се врши промена и на возачки и на сообраќајни дозволи. Нема доволно образци за пасоши. Јас се сметам дека сум млад човек, за мене ова е разочарувачки. Ваквото однесување на државните органи е недозволиво и крајно разочарувачко и спрема оние млади кои што решили на некој начин да ја градат својата иднина во државата, вели надежниот струшки адвокат.